Иако родовата еднаквост се почитува во општинските администрации и нема драстично отскокнување помеѓу истите во руралните и урбаните средини, сепак потребно е подобрување на ова поле, бидејќи тоа ќе биде и дел од процесот на интегрирање на Македонија во ЕУ. Со истражувањето на рурална коалиција биле опфатени општините Кичево, Гостивар, Прилеп, Врапчиште, Пласница и Кривогаштани. Секаде се почитува законскиот минимум од 30% од советот да се жени, но ниту процент повеќе. А на раководните позиции секаде далеку побројни биле мажите. Конкретно во општина Прилеп од 36 раководни позиции само 6 се на жени. Иако па од друга страна да речем бројот на вработени жени во општината е поголем за разлика од бројот на мажи. Така да тоа се некои родови диспаритети кои што се уште постојат на локално ниво, или ја веќе исто ќе ја земеме општината Пласница, каде што од 7 членови на советот на општината само една е жена. Од граѓанскиот сектор бараат ветувањата и спроведувањето на политиките за родова еднаквост да не бидат само проформа, туку вистинска реалност. Исто така тука дали една препорака и до самите политички партии, повеќе се вложат и во промовирањето на жените, дали тоа би било како пратенички, дали како идни градоначалнички, и исто така најголемиот тука да речам негативен резултат кој што го имаме, ако што на сите ни е познате, што ние имаме всушност само две градоначалнички, едната нели е на Старо Нагоричане жени и другата е на град Скопје. Од овие 6 општини, предничи општина Кривогаштани, каде исте бројот помеѓу мажите и жените кои што имаат одлучувачка функција. Имаме формирана комисија за еднакви можности од советот, имаме назначено координатор за еднакви можности, имаме изготвена годишна програма. Доколку не се подобрила ситуацијата, од граѓанскиот сектор велат дека ќе бараат во иднина воведување и квоти за жени градоначалници.